Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, наставник во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За денес имаме обработка на нова наставна содржина од предметот техничка механика за трета година архитектонски техничар. Темата се вика напрегање при свивање и новата наставна содржина за денес е момент на инерција. Обработка на момент на инерција, формулите со кои што се решава момент на инерција на рамни површини и решавање на задачи. Но за почеток да се подсетиме за статички момент на рамна површина, со кои формули што представува, со кои формули се решава и за различни површини. За почеток, статички момент на рамна површина по дефиниција во однос на дадена оска во една рамнина представува производот од соодветната површина и растојанието на нејзиното тежиште од соодветната оска. За пресметување на статички момент на правоаголна, квадратна и кружна површина во однос на тежишните оски лево-десно, горе-долу, ги користиме следните формули. Што се однесува за правоаголник, за X оската SX соодветно ќе биде B по H на втора врз 8, SY за Y оската ќе биде H по B на втора врз 8, каде B е ширина на правоаголникот, а H е висина на правоаголникот. За квадрат формулата ќе биде SX еднакво на SY, тоа е еднакво А на трета врз 8, каде А е страната на квадратот. За круг соодветно SX еднакво на SY ќе биде D на трета врз 12, каде D е диаметарот на кругот. Понатаму имаме еден решен пример кој гласи да се пресмета статички момент на правоаголна и кружна површина во однос на тежишните оски, односно лево-десно или горе-долу, под над оската, X оската, ако се дадени за правоаголникот B12 ширината, B, K висината 16 см, а за кругот диаметарот е 20 см. И понатаму во решението имаме дадено пресметување со соодветни формули, кои беа претходно дадени, B по H на втора врз 8 да е еднакво на SX, односно добиваме резултат од 384 см на трета. За SY ќе ги смениме само А по B на втора врз 8, тоа е 16 по 12 на втора врз 8, добиваме резултат од 288 см на трета. Што се однесува за круг, SX е еднакво на SY, тоа ќе биде D на трета врз 12, односно 20 на трета врз 12, 666,67 см на трета. Понатаму имаме уште еден пример, втор, каде што ни е дадена сложена површина, која е составена од две правоаголни површини. На почеток во решението ќе видиме ќе биде даден е соодветниот цртеж со димензии и на почеток треба да се пресмета тежиштето во однос на X оската, односно растојанието YS, бидејќи во однос на Y оската соодветната сложена површина според цртежот гледаме дека е симетрична. Од првото полугодие да се подсетиме, тежиштето YS беше Y1 пати A1 плюс Y2 пати A2 врз A1 плюс A2, каде што A1 е површина на првата правоаголна површина, A2 е на втората, Y1 е растојанието од оската до соодветната правоаголна површина, првата, Y2 растојанието од оската до соодветната втора површина. Па така, за пресметани
површини соодветни на А1 и А2 и растојанија Y1 и Y2, добиваме, откако ќе помножиме, ќе собереме, ќе поделиме, резултат за YS да е 4,65 см. И тоа истото го нанесуваме на цртежот и продолжуваме со решавање на статички момент. Соодветно на претходната формула дадена беше статичкиот момент од или над x тоска да биде еднаков на производот на површината на соодветната разгледувана површина и растојанието до соодветната оска. Така ние над x оската гледаме дека имаме сложена површина, исто така Т пресек кој е составен од два правоаголни површини, две, а под x оската имаме само една правоаголна површина. Бидејќи над и под x оската е исто растојанието, иста формулата, односно треба да биде резултатот ист, ние се одлучивме да го пресметаме статичкиот момент под x оска. Така за површината под x оска добивме дека е 2 пати 4,65 и резултатот е 9,3 см на втор. Растојанието е 4,65 врз 2. И добивме, откако помноживме, резултат за SX 21,62 см на трет. Што се однесува до статичкиот момент лево или десно од Y оската, гледаме бидејќи е симетричен, дека лево и десно се исти и се едно е кој статички момент ќе го пресметуваме. Така, добиваме две сложена површина, пресек во облик на буквата Г, кој е составен од два правоаголника. За А1 добиваме дека е 4 пати 2, 8 см на втора површината, растојанието X1 е 4 врз 2, 2 см. За А2 добиваме дека е 1 пати 5, 5 см на втора, а растојанието соодветно 1 врз 2, 0,5. И така, откако помноживме и собравме, добивме за SY резултат дека е еднаков на 18,5 см на трет. Сега имаме нова наставна содржина за моменти на инерција на рамни површини. Откако ќе заврши со обработка на ова нова наставна единица, вие ќе може да дефинирате аксијален момент на инерција на рамни површини, да разликувате статички момент на рамни површини и аксијален момент на рамни површини, да пресметувате момент на инерција за разни површини. Така, по дефиниција, аксијален момент на инерција на рамна површина представува збир на производите од елементарните површини и квадратот растојанието од нивните тежишта до посматраната оска во истата рамнина. И димензијата гледате дека е различна од статичкиот момент на инерција на рамна површина, каде што беше сантиметри на трета, сега е должина на четврти степен, односно вообичаена во сантиметри на четврти. Моментот на инерција се определува, односно се означува со голема И буква, а X е соодветно индексот, ја означува во однос на која оска го разгледуваме. Значи, тој и X е сума, збир на елементарни површини, односно делта А, и производ од Y на втора, односно растојанието на втора. Соодветно за Y оската имаме индекс Y и определено, односно значено е со IX, сума од делта А пати X на втора. За правоаголник имаме формула за определување на момент на инерција на таа површина и X ќе биде B по H на трета врз 12, односно за во однос на Y оската и Y ќе биде H по B на трета врз 12, каде B е ширината на правоаголникот, а H е висината. За квадрат и X е еднакво на Y, А на четврта врз 12,
А е страната на квадратот и за правоаголен прстен имаме разликата помеѓу Б големо пати Х на трета врз 12 минус Б малечко пати Х на трета врз 12 и соодветно за и Y имаме Х големо пати Б на трета врз 12 минус Х малечко пати Б на трета врз 12. А сега имаме решен пример, каде што ги пресметуваме аксијалните моменти на инерција на правоаголна, квадратна површина, квадратен прстен и се дадени вредностите. За правоаголник ширината Б е 12 cm, висината Х е 14 cm. За квадрат страната А е 18 cm, за квадратен прстен имаме соодветно Б големо е 20 cm, Б мало 18, Х големо е 24 cm, Х мало е 20 cm. Па така, според соодветните формули решаваме, множиме, делиме, заменуваме и добивме за ix резултат од 2744 см на четврта и y добивме 2016 см на четврта. За квадрат, исто така, и x еднакво на и y, страната А на четврта врз 12, односно добивме да е 8748 см на четврта. За квадратен прстен исто така ги применивме соодветните формули и откако заменивме, помноживме, поделивме и направивме, добивме резултат за ix да биде 11040 см на четврта, односно за y 6280 см на четврта. А за наредната недела, односно наредниот час, имаме задача за вежбање, да се пресметаат аксијалните моменти на инерција на правоаголна, квадратна површина и квадратен прстен, ако се дадени следните вредности. И ве молам, вие заменете ги во соодветните формули и на крајот имаме дадено решение за правоаголник, за квадрат и правоаголен прстен, доколку сте во можност решете ги овие задачи. И се надевам дека работата ќе ви биде пријатна. Се гледаме до наредниот час. Ви благодарам на вниманието.